Почитувани, нејзиното име и презиме повеќе од 50 години е синоним за нашата земја. Нејзината музика во светските музички продавници може да ја најдете под категоријата World Music. Кога и да настапува на светските музички сцени, не заборава да спомене дека е од Македонија. Есма Реджепова Теодосиевска како МК проект. Добар ден! Добар ден! Се брои ситната нова година? Да, еве се брои. Деновите се бројат. Јас сум Ана. Ова е Вики, споса моја мода, која ме облекува веќе 20 и нешто години. Браво! Така да, една жена која веќе, откако сум дојдена во Македонија нон-стоп и предходно ме облекуваше, кога доаѓав од Белград. Така да, ете видиш сите модели она ги прави. Ова ми е сега за дочек нова година. Ова е пустено за на плоштад? За на плоштад. Пустено за на плоштад, меѓутоа секако ќе го носи на други сценски и на други сценски настапи. Ali ова е еден од овие. Видиш како е убав. Тука знаеш колку има материјал. Па некаде 20 на метри, метражата можеби не се гледа колку добро е направено со падови. Видиш се. Ама како ќе се види, гледај. Гледај како ќе се види. Незините движења, предпознатливи. И тоа, да. Е така. Стилот во кој Есма. Одлично. Може би како дизајнер таа најмногу и ве пласира затоа што една модна ревија, сега се најавува втора модна ревија, аукција на незините фустани. Точно така. Еве сега ќе правиме модна ревија во Белград. Во Белград ќе се прави модна ревија голема со фустаните кои она ги шиела сите и ќе има една линија, Белград ќе прави една линија, една цела фабрика ќе прават линија на Есма Реджепова од 36 до 54. Одлично. Иначе, овдека мислиме сега да направиме у Струмица една исто модна ревија, која ќе биде од моите фустани. А како тргна вашата соработа? Како се најдовте едноставно? Јас, кога дојдов во Скопје, тражив да имам добар шнајдер. Па си најдов Забар, Тошето, најдобриот Забар. Па си најдов моја девојка една која ме лечи. Матичен лекар. Па си најдов месар добар. Да, сите главни работи. Сите главни работи што ми требат за да функционира едно семејство, ја мислам одма прво тоа си ги најдов, сите прво. Добро, име невистински фустани, ама може ли жена на 60 и ситно да повторно да ѝ се укаже можност и за невистински фустани? Ако се заљубам, прва ќе сознаеш ми, прва Вики ќе сознае, затоа што ќе мора да ми го направи фустанот. Мислам, прво фамилијата ќе ми знаете, Симеон, мала Есма, Стевче, дали ќе го прифатат прво и они, и тоа е многу важно за мене. Треба да го прифатат прво мојата фамилија, него, па после све друго, разбираш ли? Ама не се појавил тако веден уште, ама ако се појави ќе сознаете, а Халината ќе биде од нејзе, а Деверуша ќе ми биде Есма мала. Имаме план, ама уште го чекаме човекот. Човекот го чекаме, ама нема го човекот, нема го уште. Не се знае, никогаш во животот ништо, може би човекот ќе дојде. Нема го човекот. Па добро, кај нејзе работите се случуваат многу ненамерно. Па така ненамерно и ја доби лимузината Мерцедес уште на времето. Точно. Тито ја плати тогаш, а ние ја добивме на поклон од Мерцедес. Ти тогаш ми рекол, сакаш двосет? Не, сакам еден пулман. Да може да ги соберам сите мои деца и заедно да патуваме. И така патуваме со таква кола до Индија. А многу интересно, значи буквално работите и се случуваат ненајавени, па така ненајавено борат си ја украде чаја шукарија. Да. И ни помалку ни повеќе 26.000 евра потоа легнаа на сметка. Точно е така. Не сакам да тужам никого за нешто кога ќе земате. За сите мои песни скоро во Турска се снимени, турски пејачи ги земале, ги снимиле. Ти чај шукарија колку се пее, нали, сегде ќе пеат по целиот свет, многу оркестри, многу познати личности ја пеат. Никого не сум тужила до сега за тие работи, али да ме прашат макар да се напише дека е тоа композиција, чија е композицијата, чиј е текстот и така. Е бунтовник, меѓутоа сака правдина. Правдина, значи, да. Бунтовник со оправдана причина. Оправдана причина, да. Вики ме знае. Добре, кога и се фаќа мерки, тогаш се бунтува. Ако некоја игличеја... Не, никогаш не направила проблем за ако некој игличеја боцне, не, правда. Тоа е ситно за неа. Толков темперамент и толку енергија,
ширење на позитивна енергија. На игла ништо не ставува за неа. Што е оно што сакате да го чуете од незината музика? А од незината музика сакам да слушам све. Сакам да слушам све. Најдраги ми се зборовите кога во нашиот дел од работата, види Мило колку сум убава. Ајде, еве ки испеам една песна што јас ја сакам многу, а сега сакам да ја поклонам на Вики за оваа убава креација што ми е направила за дочек нова година. Мачо мин civil mar kajav kere kamarven man. Ете видиш? Сега тука ќе ме прекинеме со работата затоа што ние си имаме остаток од снимањето со Есма денеска да го направиме. Не, само да ги прашам тие таму дали им се допаѓа калината моја. Ајде. Убава ли е? Супер! Калината убава ли е? Тоа е важно. Драго ми беше. Се гледаме. Ајде, фала многу. У центар град ве чекам, ке пеам за дочек. Ајде! Какви било реакции за вас? Да. Секогаш кога се движите вака... Народот ми приваѓа. Народот ми приваѓа да ме полюби, да ми честита, сакат со мене да поразговарат, сакат да ме видат. Тоа е најнормално, мислам, за еден уметник. Јас го осеќам тоа како свој. Сите ги осеќам како свој. Скопјанка сум овдека, родена сум во Скопје и ме сакат сите и сите овие кои се дојдени исто така. Ви годи тоа знам, ама се чувствувате после толку години кариера уморна од таква комуникација, таков притисок? Не, немам тоа. На концерти толку добивам љубов од многу народ, од многу луѓе. Едино кога имам голема турнеја некоја кога ќе наступам негде многу време, тогаш сакам да се повлечам едно 3-4 дена да бидам сама, а после тоа можам пак да дадам љубов на многу души. А добро, што давате, а што ви земаат во Советот на град Скопје? Добро, во Советот на град Скопје има и убави работи, понекогаш и да се насмеш, некој ќе направи некоја шега, некој ќе каже нешто, некојаш има и вреѓење, нормално партиско пропукување еден со друг, поени кои поише ќе добие, поготово кога се телевизиите, тогаш највише се прават работи. Одиме сега токму таму, затоа што денеска ви закажам на една од седмиците пред Нова година. Точно, ајде. Седмиците, ајде. Никогаш не им беше јасно зошто Есма има потреба од политика, од политичка инфилтрација. Да ви кажам нешто. Некој ќе каже како пејач, па и политика. Уствари, музиката соспаѓа со политиката. Не е истина да не е така. Еве кај на Евровизија. Што се дешава тука? Тука е пак политика. Добро, да, слика е, ама вие сте многу над политичките партии кои што ги имаме во Македонија, а сепак се определите да припаѓате некому. Да, припаѓам, не припаѓам у националистичка партија. Јас, например, јас сакам Македонија, ali не сакам да бидам, например, национална врзана. Ко ромка, например. И сега да ме кажеш негде да ме ставиш. Ја припаѓам на сите. Ја припаѓам не само на Македонија, припаѓам на целиот свет. Ја така се осеќам. И знам дека можам да дам голем допринос за оние, како да кажам, за оние луѓе обичните, кои не може до некого да дојдат. Ја поред уметноста, ја сакам и хуманоста, тоа е мојата втора љубов. А таа љубов уствари за хуманоста што е, таа ќе отвора врати некој. Велат дека не беше чудно што Есма го поддржуваше Васил Топурковски затоа што се пријатели, ама чудно е затоа што се приклони на Груевски. Да и кажам нешто. Јас Топурковски му го сакав мозокот. Ко политичар, ко човек. Му го сакав знаењето. Јас сум гладна за знаење. Јас сум таква ко створење. А видиш се приклучив да бидам кај Груевски, затоа што Груевски, морам да кажам, исто и он е далековит. И он гледа подалеку малце. Не да го фалам сега затоа што сум во неговата партија, ама морам да си кажам дека дадена му е шанса на Груевски и Груевски ја користи многу добро таа шанса како политичар. Со вашата величина, вие многу повеќе може да сторите за Македонија и тоа го правите вон политиката, значи соодветно не пласирате во светот. Точно. Соодветно, значи успевате да ја промовирате Македонија. Точно.
И затоа вела дека немаше потреба Есма се приколува на ниту една политичка опција, затоа што таа е помоќна од целата наша локална политичка сцена. Ама јас сакам да му помогнам на него. Сакам да му подадам рака на еден Груевски. Затоа што иде напред. А луѓе кои идат напред, ја сакам да помагам. Ја и на млади луѓе од мали години сум им давала рака. Сум пружила да им помогнам. И сега сакам исто да му помагам на него. Ајде ќе видиме тогаш како вие терате напред во град Скопје, затоа што сега имате седница на Советот на град Скопје. Да, сега имаме, да. Ама ќе уловам со претседателката на Советот на АКУСО, да видам како вредно таа вие се извршувате работата како советник. Така е. Добар ден! Добар ден! Како сте? Добро е, како си мислиш? Добри? Си добро? Одлично. Одлично е. Ден. Добар ден, јас сум Ана. Јас сум Ирена. Драго ми е денеска дојдовме тука, па сакам да дознам нешто повеќе од вас. Како фактички советник е таа во ова друштво? Ќе ми биде големо задоволство. Ова е веќе втор мандат, така да и има зашто да поразговараме. Ајде, повелете. Благодарам. Како сте, господи Есма? Многу добро ми е. Многу добро е патување. Да, како ви помина последниот? Последниот бев у Минхен сега на едно гостување, иначе во Грција имав концерт. Во Грција како си помина? У Француска имав концерт. Многу добро сегде. Во Грција многу добро. Може да кажам дека од Македонија од уметниците едина која влегува во Грција, да. Има концерти и верувам дека ова 2010 година ќе имам доста концерти во Грција. Имате пак предвидено? Има предвидено, да, повторно, да, гостување. Амбасадор на Република Македонија. Така? Да. Ајде сега се вратиме на темите кои што да се актуелни токму во бараките во градскиот парк. Да, така. Значи се обидувате секогаш да имате застапености на уметници во вашиот совет. Видете, веројатно тоа е голем предизвик за политичките партии. Затоа што политичките партии веројатно прават една проценка дека кога ја имате господја Есма Теодосиевска Реджепова на вашата листа, значи имате и едно добро и стабилно гласачко тело. Затоа што е навистина предизвик да се работи со уметниците. Тоа е некако посебна фела, со која што е навистина предизвик да се работи. Предизвик да се работи од причина што тие знаат да се бунтуваат и за работи за кои што останатите премолчуваат? Видете, ако сакате уметниците навистина да ги испровоцирате, барем во Советот на градот Скопје, тогаш тоа е секогаш програмата за култура. Тоа е нешто каде што се уметниците најгласни. Бунтувам увек, ја во социјалата бунтувам многу пати, културата бунтувам. Малце се, чак еден мандат сакав и да се откажам, затоа што луѓето се претенциозни, малце сакат лични, за лична употреба, за лична корист да се ги користат тие позиции кои се во Советот, но и као советник се борам исто така да бидам доста коректна, да им помогнем на луѓето, но ние кои им треба помош. Многу ми беше интересно затоа што господја Есма беше влезена во математиките за првата пратеничка од ромска националност во одредено собрание, ама некако градов сакаше да се ја задржи за себе. Видете сега, мислам дека тука сме малку себични кога се однесува на градот Скопје. Сега не можеме се да дадеме на централната, нели, на централната власт, нешто мора да остане и во градот Скопје. Затоа што навистина нејзиниот придонес во работата на Советот на градот Скопје е многу голем. Ние заедно веќе годиме тој наш втор мандат. Бевме советници во претходниот мандат на Советот. Меѓутоа, верувате, ниту еднаш ја немам видена нерасположена или пак негативна. Секогаш е позитивна и секогаш е насмеана. Но верувам дека ако бидат повторно, што викаме да се кандидирам за пратеник, ќе се кандидирам тогаш за пратеник. Би сакала, затоа што ќе бидам прва ромка можда во светот која ќе биде пратеник ромски. И тоа е една голема добивка на Македонија, мислам као земја, која е доста дала за ромскиот народ, затоа што е прва земја која си ги своите роми во уставот ставил као народ. Можда тоа ќе биде една голема среќа за Македонија, за демократијата. Сега сакам во контекст на демократијата и во контекст на возбудивостите кои што се случуваат на седниците. Анекдоти. Има колку сакаш. Има колку сакаш анекдоти. Ја, например, тражев да се направи улица, евете, првиот граѓанин кој влегол ослободувањето, нали, во Скопје, генерал Апостолски, да има една или негова ни биста нема, ни улица нема.
Не е лошо, викам. Вие од Народна, вие од СДС и сите кои сте тука, не е важно сега која политичка партија. Секој нека си дава свој предлог и да може да се постави некој споменик негде. Многу предлози уметниците знаат вака од рака да си ги дадат, Да. ама веројатно немаат многу допир со бирократијата. Како се снаоѓате во тој контекст? Значи, како советници учествуваат во 4 комисии. Така да сите советници со сите своји идеи, предлози, сугестии имаат можност да поведуваат различити иницијативи. Се она што ги имаат како идеја можат да го преточат и во реализација. А јас нормално како председател на совет, верувајте, до сега се што ја дојдено од советниците, од граѓаните, од администрација, од градоначалник, значи сум должна и по статут и по деловник тоа и да го ефектирам, односно да го преточам во една точка и да биде на дневен ред на некој од седниците. А можам ли јас како граѓанин да дадам предлог? Како да Можете, не? зашто да не? Сериозно сакам од позиција на Македонка да го видам завршен Домот на културата на Есма и Стедо Теодосиевски. Дали може Советот на град Скопје или градската управа да помогне во реализација на тоа? Затоа што веќе подолг временски период Есма се обидува тоа да го стори сама, ама се уште тоа не е завршено. Господја Есма е член на овој совет. Ма знам дека таа никош нема да го предложи. Господја Есма е член на овој совет, значи има апсолутно и право и обврска да учествува во носењето на буџетот на градот Скопје. За едни големи хуманитарци, како што се господја Есма и господинот Стево Теодосиевски, мислам дека никој не става не го поставува тоа како прашање. Ако можам ја да си го завршам домот, сакам ја сама да го завршам. Ако ме нема утре, верувам дека ќе го завршам домот. Тоа ама не постанува, ете, преку Телма знаат сите, аманет има. Тогаш ќе се изборат граѓаните, само едино што не сакам да биде кафана, да не биде некој клуб, тоа да биде дом на хуманост, музеј на музиката, на Есма и Стево Теодосиевски, да биде културен дом, на убаво место е, нали, таму е современиот музеј, па мојот музеј ќе стане. Значи, видите каква јас далечине имам на гледање каде сакам да се изгради музеот. Значи, каде што се сите музеи на многу убаво место е, на никого не му смета ништа, затоа што порано кога првиот плац ми го поделија горе на Водно, тие водњанците не ме сакаа, вика, не може да тамо чукат рабука и зурли да трештат. Но, они не ме сакаа, ама и јас не сакав тамо горе, ете видите, у тоа време. Успеавте да направите комбинација и на плоштадот Македонија, за нова година, токму Есма, но во име на естраден уметник, некако советник на градот Скопје. Ние, значи, новогодишната ноќ, ние како советници, оваа година ќе уживаме во тоа што ќе го слушаме. А господја Есма таа вечер ќе биде онај што си е, уметник, ама задоволството мислам дека наше ќе биде поголемо, затоа што ние навистина ќе уживаме. Јас баш ќе наступам негде околу 8:30, каде ќе може да ме гледат сите 3 генерации. Ќе бидам 1 сат на позорница таму од 8:30 до 9:30, а потоа може да се деси да скокнам малце сакат и во Неготино да им бидам со мене да ја завршат дочек нова година 12 сатот, да дочекат со Есма ансамбл Теодосиевски. Може би да се деси да и у Неготино бидам. Ако е вака енергична и со Секогаш можноста, значи, за патување лево-десно и во рамки на седниците, јас само можам да ви кажам, Енергија никогаш не и недостасува. Секогаш знаете има што, енергија. Тоа можам да го Едино потврдам. може да потврди председателката моја, едино која сум многу точна и многу прецизна и која не станувам, не се шетам, не тржам паузи, не тржам ништа, гледам да се сработи тоа што треба да го сработиме. Еден од најредовните и најпрецизно редовни советници. Уствари ме васпита светот, уствари да бидам точна. Почитувам секој човек и почитувам на секолку времето. А сакам и моето исто да го почитувам. само кажете ми се случува нешто да запее на седница по потреба? Не. Најгласна е од местото и довикува ако нешто треба да се честита на некого, значи аплаудира, најгласна е. Меѓутоа до сега не се случило да запее. Не. Епа многу губите. Добро. Може ќе треба некоја така нова шема да направиме, ама ќе се договориме. Се надам дека денеска ќе имате лесна седница, ви посакувам значи успешна работа, ние тука го прекинуваме муабетот, потоа се гледаме кај вас дома. Да.
можете ни да замислите што се може да си дозволите ако ја користите електричната енергија разумно. Евана Македонија. Секогаш тука за вас. Анет конечно ви представува контент менеджмент систем по ваша мерка. Динамичен, мултијазичен, лесен за користење и со можности за менаџирање на модулите без познавање програмски јазици. Анет ви го представува најбезбедниот CMS пакет со гратис веб хостинг од 200 мегабајти веб простор, 200 гигабајти сообраќај со 200 имейл адреси. Анет, паметен избор по најниска цена. Вашиот работен ден не може да помине без новиот бизнис. Бизнис, ваш партнер во успехот. Успехот е прашање на избор. Ексклузивно и единствено рекламирајте се во Бизнис каталог Македонија. Маркетинг агенција Марили. И пред крајот на денов ви дојдовме на гости дома во вашиот замок. Како велат, во замокот на кралицата? На кралицата, да. Ова е уствари Дом на хуманост, музеј на музиката на Есма и Стева Теодосиевски, кој уште не е завршен, но се надеваме 2010 да биде срекна и да може да си ја завршиме куќата. Ако можеме до 16 април, кога е на Стево роѓенден, да го пуштиме во ред, ако не, покасно ќе го пуштиме. Добро, на листата, знаејќи колку деца имате згрижено во својот живот, да. Знаејќи вашата хуманитарна активност, веројатно најмалку пари останувале за ова. И после смртта на Стево, остана Симеон Атанасов, остана уште двоите деца, требаше да се средат, па свадби се правија, па ово, па станови се купува, така да домот не е дошло до него да може он да се заврши, но сега е време да се заврши и домот, сега му е ред и на него. Завршивме сите проблеми на моите деца, немат више никој ни еден проблем, ни стамбен, ни кола, ни све, сите се обезбедени. Господи Есма, дали сте свесни колку пари досега имате заработено? Па едно време ме вика производња на пари. Така ме вика многу пати кога требаше да се гостува негде во светот, поготово овие нашите околни места, тогаш живеев во Белград, и ќе дојдат од Бугарија, например, концертна дирекција, ќе им се испразни касата и вика, ајде, ќе идеме кај Есма сега и Кристево, ансамблот вика ќе го земеме низ Бугарија, концерти, ќе направам по 200-300 концерти, ќе ја наполнат касата нивна и ќе премешат планот. Така вика да Есма беше производња за пари. И сега сум уствари производња за пари, ово е истина. Не може да се жалиме. Али добро, си работиме онака најнормално. Имаме концерти, имаме настапи. А ако сте свесни дека во одредена фаза сте биле машина за производство на пари, да. Дали тогаш оттаму и поривот и ставот дека секој гостин на овој свет, па ништо нема потреба да се задржи овдека, треба да се раздава на начин на кој што тоа го правите? Татко ми викаше, гола доаѓаш на овој свет и гола си одиш со празни раце. И стална една приказна ја зборуваше, беше еден човек, направил големо богатство и се, чак не имал време да се жени и да направи фамилија и онда код еднаш се разболе и вишел дека ќе умира и пред умирањето, викат, он ги викна сите послугата кои му работели, имал големо богатство, уствари. Тоа мене ми остана за цел живот и одеднаш вика, знаете, кога ќе ме ставите во ковчегот, раците ми ги ставите надвор, отворени вака, и народот, кога ќе ме носите, ако прашат зошто му се рацете надвор од ковчегот, да кажете дека ништо не носи со себе, иде со празни раце. И тоа ми остана за цел живот, дека ако имаш нешто повеќе, помогни на некој, нема да однесеш ништо. За вашата љубов со Стево Теодосиевски, мислам дека нема ниту еден македонец кој што не ја знае како оди приказната. Да. Но веќе поминеве извесен временски период од кога Стево Теодосиевски не е меѓу живите. Да, 12 години веќе, сега во април ќе биде 13 години како умре. И јавноста како дури и да не почувствува како вие го надминавте оној период на тага.
Знаете што, он пред да умре, ги собра сите деца мои, дојдоа сите горе пред да умре и он рече, слушајте, да чувате мама, да случајно не се деси да каже дека нема да пее. Затоа што ако каже нема да пее, таа нема да пее више. Немој да мислите дека јас ја направив Есма Реджепова. Она сама се направила со нејзината работа, затоа што е била многу вредна. И им рече на децата, мене ме направи Господин и вас ке ве направи Господа. Пазете ја, чувајте ја, продолжете да пеете и да свирите. Ако продолжите да свирите, да пеете, и Стево Теодосиевски ќе биде жив. И истина е така. Сегде во светот каде гостувам, без Стево ни еден интервју не е прошло. Каде беше првиот настап по неговата смрт, се сеќавате? Првиот настап наш беше во Америка. Морам да кажам дека Стевината порака беше дека ансамблот Теодосиевски треба да го води Симеон Атанасов. И само он може да ја земе хармониката да свира. Видите? Он е предвидел. Тоа нешто интересно. Он научил 4-5 хармоникаши направил, кои може да го водат и други деца. Но он по неговиот аманет кој е оставил, ние се држиме на тоа. Не отстапуваме од тоа, дека Симеон Атанасов го води оркестарот. Тоа е она исто дете кое што ви го донеса болежливо во Белград. У Белград, точно. Е така, тоа болното дете, денеска кој ги имам внуците Есма и Стево, кои ми се подарени, така. Еве и понатамо иде школата на Есма ансамбл Теодосиевски. Овој пат сме земале едно девојче да го школуваме. Конечно најдовте, значи, ваш наследник. Да, мој наследник си најдовме девојче. Вредна е, сака да работи, добар ученик, со многу добри оцени. Еве се ја запишавме и на соло пеење во Скопје одека. Кај нас е примена у нашиот дом и ја примив ко своја керка. Значи се задржува истиот принцип. Истиот принцип и Симеон ја има као своја сестричка, помала. Така и ја учиме, ја едуцираме, финансираме све. Девојчето треба да дојде затоа што знам дека продолжувате во текот на денот и со часови со нејзе. Точно, и не само тоа, она веќе ќе дојде сега од факултет, па поново ќе оди. Живее во гарсонјерата моја, каде што имам Капиштец, каде што е и Симеон Атанасов тамо. Иначе таа гарсонјера поклонив на внуката моја Есма. Аха, веќе значи си имате слабост. Па не е слабост, не, ја го сакам и Стевче, све најнормално. Ама веќе она носи моје име и ја и поклонив една гарсонјера. Многу ме интересира што ве значи кога го ставате прстите на уста? Тоа значи молчете, Есма доаѓа да ви пее. И така обично сте ги смирувате и по дома? Ако ви креваат притисокот, ако не прават она како што вие сакате? Никогаш не креват притисок, врло се обзирни, знаат кога се одмарам, чутат. И сите мои внуци се добро, да знаете. И оние кои во Кочани живеат, исто имам Мазо, едно дете кој иде веќе у средна школа, во Штип, каде е еден од трубачите многу добри, се гордеам со него, овака искрено речено. Има и други деца исто кои учат и кои работат на Рашидов, оделјам децата исто свират на... Еве имаме мало дете од Били, кој е многу малецко, ама кларинетот го дува, а што има само 5-6 години. Но што е духот што ве тера на розевата страна да ги туркате нештата? Јас секогаш сум била тоа што е лошо, не го зимам во обзир, никогаш. Никогаш не сум правила некои рекла-казали, такви негативни работи. Сакам позитивно овој свет, док сум жива, да го живеам на таков еден начин. И многу сакам со позитивни луѓе да се дружам. А иначе краток е животот, нали? Многу малце. Кога ќе си помислиш, јас кога ќе си помислам, кога сум имала 13 или 23 или 33, кога ќе се вратам сега, гледам колку е тоа све брзо прошло. Многу брзо е прошло. Моje силно патување. Можда сум живеела, можда сум се и надживеела. Затоа што повеќе сум живеела од другите, побрз темпо сум имала на живот. Многу сум патувала, многу свет сум видела. Можда сум се надживеела, можда тие 100 години веќе одавно ги ја поминав. А дали досега сте ја пронашле песната која што може комплетно да го отпее вашиот живот?
Па ете, мислам, Симеон Атанасов ја напишал песната. Он ме познава многу добро каков сум човек. Ми ја познава личността. Ја напиша песната "Чекај, животе ми се живее". Он знае дека сакам да живеам. И Нечовски направил текстот. Еден убав текст се направиле. "Чекај, животе ми се живее". Па и на секого му се живее, нали? Сепак некој тропаша. Седи па бине. И така да, ова е Стево, нали, Атанасов, ова е Есма Атанасова. Така да, двете мои внучина добиле по нас име, по Стево и Есма. Али секој петок се кај мене, се знае ке баба во куќата, доаѓат. Порано викаше, бабо, кога ќе биде петок? Викам, што? Да спиеме заедно кај тебе. Каков однос имате вие со вашата баба? Строга е кон вас? Ви попушта? Па ми попушта многу. Многу попушта. Многу попушта. Ме осетија, значи, пак слабата точка, да, слабата точка ја имам, да, некош попушта. Али, у суштина сум строга. Кога сакам нешто да се направи, тоа тражам од нив стрикно да го направат. А сте се скарале Есма и Есма некогаш? Па некогаш. Да, зашто се кавгате? За кармин. Сакаш да се шминкаш? Да. И ги крадеш кармините? Да. Слушај, ниедно лабело не може да остане од нејзе дома или на пример еден сјај убав така. Ја ќе донесам и тоа многу скапи овие. Се кога гледам ја сите се кај незе. Кај се ми сме? Вика да ти дам едно. Да ти дам едно. Така ете тоа. Иначе си ги сакам. Секој едно мое патување понекогаш ќе им донесам нешто, а на него посебно фудбалот го прати, сите фудбалери ги знае и јас ги научив и како се викаше Роналдино, нали? Да, заедно си го сакаме него. Јас кога идам негдека по светот, а идам често, така да он сите ги има дресови од многу познати личности кои ги носат. А Есма може да кажа дека знае убаво да игра, затоа што растат со песната, растат со музиката. Моментално сите најубави работи ги слушат први они. Нали, секоја една нова композиција која се прави, која, што викаме, у работилницата наша, која се кува, е некоја песма која се спрема, што викат, и они ја учат исто заедно и сите ја знаат песната. Одма први они ја научат песната, двојцата, многу пати ми викат, "Ебе, бабо, како не можеш да го запамтиш тој текст?" А викам, па не е само една песма да знам, затоа имам малце проблем. А, викам, и годините малце си прават своje. Здраво, здраво. Здраво, Елеонора. Здраво, срце ми. Како си? Добро сум била. Здраво, јас сум Ана. Драго ми. Елеонора. Полна куќа. Полна куќа кај мене, имаме сега од факултет. Иначе Елеонора е од Кратово, девојче кој сме. Ова е вашата наследничка? Мојата наследничка, да, и којата работиме со нејзе и верувам дека ќе постигнеме голем успех. Ја спремаме не само за Македонија, ја спремаме за целиот свет. Но како се решивте после толку години потрага по продолжување на школата на Теодосиевски да најдете човек кој што ќе може да биде отсликан и да го отслика концептот на вас? Знаете што, јас морам да кажам, од мали години ја сакам мојата песна. Сите песни мои ги знае. И кога ние потрага правивме, веќе се чу дека низ Македонија тражиме девојче, да најдеме некој девојче, она сама се јави. Сама се јави кај нас. Од тебе како дојде жилбата и како се развиваше тој пат да се стигне до Есма? Многу ми беше тешко, значи, додека да стигнам до неа, затоа што она ми беше идол, значи, од многу мали нозе. Ги слушав постојано нејзините песни. Вечерта и дојдов уморна и сакав да спијам. Го пуштив телевизорот и ја видов Есма Реджепова, која што белеше дека си бара нејзина, значи, наследничка и сето тоа. Напишав имейл, не очекував дека ќе добијам повик. Не верував дека ќе бидам дел од ансамблот Теодосиевски. Дојдов тука во Скопје и спеав неколку песни. После тоа они ме повика, каде што ми кажа дека сум дел, дека ќе бидам примена. Што имаше таа што немаа сите девојки досега? Знаете што нема упорноста, нема секој девојче кој ќе дојдеше, прво не ги знаеше моите песни, да ги испее.
А она сите текстови с целата моја музика веќе ја преслушала, од мали години ја имала кај себе, го зборува ромскиот јазик многу добро, тоа е многу важно. Да знае да зборува ромски литературно, да го зборува и ќе може да пее ромски, а и македонски нормално е тоа, нали? Што е она што го доби ти од ова семејство, не изгледаше баш така од позиција кога Есма изгледаше недостижна? Есма Реджепова мислев дека е жена која што ме води по вистинскиот пат, ми дава добри совети, многу научив од нив и мислам дека многу ќе научам ако продолжам да бидам упорна и ако го работам тоа што го сакам. А како ти оди комуникацијата со Стео и со Есма Джуниор? Па знаете што, они живеат стан до стан имаме на Багдадска, знаете. Таму има гарсонјера, тоа е на Есма гарсонјера, која ја мислев зимски период понекош со Симеон, со снами, тама да си проведам. Док она порасне, док напуни 15 години, мислам кога ќе почне да иде во средна школа, она ќе мора да се пребаци во својот стан. Да биде сама, да може сама да комуницира, сама да си иде, да си има своја слобода, девојче, нали, така. И морам да кажам дека сега они си направиле комуникација заедно се. А со Симеон она сигурно функционира, работи, најнормално песни, ово, оно, се спремат нови работи. Се обидувате да градите профили на луѓе на мокни жени. Тоа го забележав во односот ваш кон Елеонора, но го забележувам во односот и кон помалата Есма. Есма е опасна. Значи сака да го трасирате патот. Сигурно, сама да биде своја. Јас секој сум била од тие девојчина која сум била бунтовник од мали години, кога мислеле да ме омажат, јас сум рекла, јас сега на град Скопје, центарот, ќе си напишам овдека дека моите сака да ме мажат, а јас сакам да пеам. И ќе се обесам. И они се уплашија, ме знаева колку сум своја, као дете. И тоа го пресликувате во женскиот дел на вашето семејство? Точно е така. Секој сум била, секој една девојка треба да се едуцира, секој една жена треба, устари покасно, да се избори за своето име, презиме, да работи. Се може да се постигне, само човек како сака. Се надам дека тој концепт ќе го пресликате и во овој случај, не новиот случај. Она е више пунолетна, она веќе расчистува многу убави работи. Само што ја и помагам на некои работи да ги рашлени некои работи каде им е местото. Јас ќе бидам пресретна еден ден да седнам у една ложа, ја тоа го сакав исто. Кога го запознав прв пат Тоше Проевски, секогаш викав да направиш пари, да купиш стан и една кола и после тоа пари да чуваме, да може да те упишам негде кај некој добар професор, штом ќе завршиш во Македонија, да тама отидеш, да те финансираме, да собереме пари и да може еден ден да седам у ложа и да гледам најдобриот глас кој постои во светот, тенорот. Знаеш, јас на него така стално му викам и не ми се оствари таа желба. Но мислам преку Елеонора ќе ми се оствари таа желба. Многу награди во животот. Да. Која е најголемата награда која што имате добиено животна? Па, најголемата награда е за мене овака во животот, што децата сите ме почитуваат, сите ме сакат, сите се тресат над мене, сака да ми го продолжат животот. Мислам дека е тоа најголемата награда што ја имам, што децата сите ме сакат и сите ме почитуваат. Благодарам Есма, бидејќи ти имаме во Македонија. Ти си уште еден наш убав МК проект. Чекај животе, ти не брзај се, ми се живе. Слушај животе, срце е смино, ќе ти запе. Сум се борела и сум горела, сама светот ја со песна сум го одела. Јас сум дала
Čekaj živote, ti ne brzaj se, mi se žive. Ajmo, deco, plapol sad. Bravo za Eleonora.